predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Dojdi vo Makedonija i pomogni ni, Isuse sveto, ti ne возлюbi. Dojdi vo Makedonija i pomogni ni, Isuse sveto, ti ne возлюbi. No keskago sonuvav Makedonecot, moleše gore što kon otecot. Dojdi vo Makedonija i pomogni ni, Isuse sveto, ti ne возлюbi. To je jedna pesma koja sleze od Božjata biblioteka, muzikoteka, pod dela 16.9, koga apostol Pavle go sonува Makedonецот, i 15.14, koga Gospod veliki izberam narod, mi ga ne zna pošcite, koji će go proslavi moje ime, i potom se spomnati Makedoncite. I ne slučajno se spomnati Makedonci, makedonskite crkvi, blagoslovo dade na makedonskite crkvi, Gaj i Aristrah, makedonci od Solun, koji go propovedat svetot evangelije, od teatara od Efes. Zašto Bog, moj Bog, odnosno Isus Hristos, negovi od Sin Bohovo prebiva, to je vo duh. Is včera danas i doveka i toj neslučajno gi izbral Evrejite, kako narod koji ima zavet so Bog i Makedoncite, kako narod koji go povikova Bog. To je sigurno znajel što ke se slučuva vo Makedonija. Deneska vo našата Makedonija, kada što se slučuva posledna tar makedonska bitka na razgraduvanje na pojmot čovek, kada što jedna civilizacija koja za sebe veli дека je temeljna svetskата civilizacija, evropskата kultura bazirana vrz makedonskата, го негира македонското име, не се даваат права на македонците, се распнуваат македонците, и то не доведува во еден сатански круг да се негираме сами себе, името кој ни го дал Бог, Македонец, македонски цркви, Македонија. Другото име на нашиот јужен сосед е Ахаја. Ахаја тие денеска се именуваат сосема друго. Тие се именуваат под друго име, а бараат да бидат и македонци. И 14 години подоцна пак се искачи во Ерусалим со Варнава
Галатјаните 2 глава, а го зедов со себе и Тит, и влегов во откровение, и им го изложив на верните, посебно на највидните, Евангелието што го проповедам кај незнабожците, за да не трчам, или да не трчам попусто, и да не трчаме и ние македонци попусто, и да бараме помош кај еден кај друг, зашто нашите политичари и водачи повторуваа постојано во 2 организации дека не водат, а во тие 2 организации бараат да го смениме своето име кој ни го дал Бог. И таму македонците, кои се членки на тие организации во Пиринско и во Егејско, немаат човекови права, сега доаѓа ние да немаме. Значи, тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Влегов во откровение и им го изложив на највидните Евангелието, кое треба да го проповеда Македонија и македонците, зашто се избран сад, е Евангелието на љубовта, дека Бог ни дарува живот вечен. Живот вечен, ние овде сме минливи, а тој живот е во неговиот син Исус Христос. Значи, 14 години подоцна сум во Јерусалим, во црквата на Откровението, храмот каде што денеска таму има џамија и го владеат муслиманите. Влеговме таму во дух и се молевме неколку луѓе, 10 на 15, имаше силен наплив на сила од озгора, пламени јазици излегуваа, гулап се појави над главата од еден од молителите и човекот што беше чувар, муслиманот, влезе, не види дека се молиме и не остави да се молиме. Сети дека Божиот дух е присутен. Истиот ден на Голгота, представник на грчката црква, нели, од цел светот да ти се поклонуваат на местото каде што бил распнат Исус, што е некој вид на идолопоклонство, но сетне и упреку како поттикнувач на верата. Гркот, кога слушна дека сме од Македонија, грчкиот свештеник го изфрли една жена, девојка инвалид, го изфрли професорот од правен факултет, му ја скина јакната и викаше по него, каков македонец. Интересно, муслиманот не остави да се молиме, а христијанинот, оној кој мисли дека е православен христијанин, не изфрли затоа што сме македонци, а зашто тоа е во грчка христијанска црква. Во Светото писмо е добро пишано, нема повеќе да има ни македонец, ни елин, ни евреин, ни роб, ни скит, ни машко, ни женско, сите сме едно во Христа. Ако не го почитуваш првиот Божи закон, основниот царскиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си, за како вид на христијанин зборуваме, дали е гркот христијанин, православниот кој го изфрла македонците, затоа што не ги љуби, или муслиманот кој виде дека ние се молевме со љубов, не остави да се молиме колку што сакаме, сите други ги брка за 5 минути. Дали си ти во Исуса Христа и дали го љубиш Бог Отецот, зависи од степенот на љубовта кој имаш во своето срце, па дури ни Тит кој беше со мене, иако македонец, како што тие ја фалсификуваат Библијата, Ахаец или Елин, значи царството на Александар Македонски, македонецот кој сакаше да направи екумена еден свет, но не беше дојдено времето. Аристотел кој беше пророчка уметност, царскиот македонски филозоф кој викаше Бог е самиот живот, а потоа дојде Исус. И велеше изберете патека, Аристотел, Исус вели јас сум патеката. Не мора повеќе да бирате погрешни патеки. И тоа заради лажните браќа. Значи муслиманот не изфрли во Јерусалим од црквата на Откровението, не остави да се молиме, а православниот лажните браќа не изфрли затоа што сме македонци. Ние не сме избрале да бидеме македонци. Самите Бог не избрал, Бог ги дава имињата на народите. Не е доволно да ставиш крст, да се облечеш во мантија или да одиш да држиш проповеди, да зборуваш за Исус, а да немаш љубов во срцето, зашто ако љубов немаш, брате и пријателе, ништо не си. Зошто Македонија се случува ова? Па пазиш, но нема љубов и доаѓа до состојбата да рече дека ништо не е, да го избришат името, да избришат дека ние немаме ништо, а ние суштински немаме ништо, освен она што ни го дал Бог, а тоа е македонци, македонските цркви, Македонија. Заради лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, слобода во Исус Христос. Каде што е Духот Господов, таму има слобода од се, од болки, болести, страдања, од нељубов која ја имаме во Христос Исус, за да не поробат. Ни за час не им дозволуваме и не им дозволивме да не покорат, зашто ние сме му покорни само на Бог Отецот и на Исуса Христа.
за да остане во вас и во нас вистината за Евангелието, а пак дека Бог не возлюби Исус до крај, не возлюби до крст, не возлюби до крст, до смрт на крст, ги зема нашите болки и болести. Луѓето се глуви и слепи духовно и со срцето не може да се покајат да разберат што направи, колку не возлюби Бог Отецот, колку сме ние грешна природа спротивставена, колку има нељубов во нас. Тоа се гледа во македонската земја и во сите наши соседи кои со крвави раце ги убиваа македонците и наместо да се покајат да застанат пред Бог, тие денеска тврдат дека нема македонци, потврдуваат својата сатанска природа и цели народи доктринарно, догматски ги водат во огнено езеро, во пламенен оган кој изгорува љубовта на нашиот Отец. А пак оние за кои се мисли дека значат нешто, големи сатански организации кои се изнасилуваат врз мојата земја, какви да биле тие, некогаш мене ми е сеедно. Јас ти кажувам дека не значат ништо. Бог не го гледа човекот по лице, туку внатре во срцето. Тие ништо не ми дадоа, нити ни дале. Бог ни дал се, Македонија дал Бог, не запишал, не избрал. И предходно сме имале пророци, не како евреите, зашто не чекал да бидеме избран сад за да се шири светот Евангелие, бидејќи дојде кај своите и своите не го познаа, туку напротив, кога видоа дека мене ми е доверено да го проповедам Евангелието повторно кај вас на необрезаните, како Петар на обрезаните. Зашто оној кој действуваше врз Петар, духот на мојот Отец, да врши апостолска служба меѓу обрезаните, меѓу евреите, действуваше и врз мене и апостолската служба меѓу незнабожците, значи Петар меѓу евреите кои не го признаа Исус. И сега македонците, заедно со сите други необрезани, преку апостол Павле, кој беше Савле, предходно ги убиваше христијаните, го примија светото Евангелие, зато тие сакаат да ја поништат Македонија. Тие велат Македонија е Грција, Македонија е Бугарија, Македонија или Рида, Македонија е не знам што. Јас ви велам дека Македонија е земја Исусова. И никој не може да ја земе, таа е што сите ќе ве земе еден ден и тогаш ќе одговарате пред Бог, пред мојот Татко на небесата. Зашто ако има еден праведник, тој ќе ги спаси ниневејците и незнабожците, ќе ги спаси македонците. И кој ја познаа благодата што ми е дадена, тој сега зборува за Јаков, Кифа и Јован, кои беа сметани за столбови, кои беа со Исус, ние подадоа мене и на Варнава раката за заедништво. Мене и на Варнава. И се согласија, ако некој говори, нека говори Божји зборови. И се согласија дека Бог ни дал нешто. Замислете сатански дел од човекот. Ти треба да дадеш согласност дали е нешто или не. Бог е тој што дава и зема. Се согласија ние да одиме кај незнабожците, замислете. А Бог му вели, дојди во Македонија и помогни на апостол Павле, по виденија тие не веруваат. И денеска ќе ви речат, нема виденија, само тоа што е запишано во Светото Писмо. Па Светото Писмо е духовно запишан еден дел. Не можете духот да го ставите, да го градите во рамка, во тегла, во доктрина, во Мартин Лутерова христијанска црква, зашто црквата е на Исус. Посакаа само да ги помниме сиромасите по дух кои, зашто се погрежив и точно да го исполнам, бедните по дух, македонците се бедни за љубов, раскарани меѓу себе, притиснати да го сменат своето име, ги натискаат НАТО и ЕУ, сатански масонски организации во кои македонските политичари го повторуваат дека таму одиме, а таму македонците немаат права. Зашто некому му пречи тоа што го запишал Бог, Отецот Исус, мисли дека ќе ја избриши историјата ако ги нема евреите и македонците, и затоа имаат слична судбина. Јас ви велам дека Словото Божјо се остварува, поостро од секаков меч. А кога дојде Кифа во Антиохија, овде во Антиохија или таму во Македонија, јас лично му се спротивставив, зашто беше заслужил осудување. Каде се пророците, пасторите, владиците да застанат и да кажат што се случува овде, Армакедонска битка, имено пред да пристигнат некој од Јаков, тој јадеше заедно со незнабожците кои се тие, лажните браќа, сатанска синагога, евреи кои велат дека не се евреи, метафори и слики на лажни христијани кои се обрезуваат телесно, а духовно се темни, зашто ако темнината
светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ке е темнината да негираш, да не го прифаќаш својот брат христијанин, да тврдиш дека не постои, не суштествува, а пред 50 на години си го убил и се уште го гониш, му го забрануваш правото да пее, да се радува на својот јазик, а пишано е секој јазик да го слави Господа, и македонскиот, и македонците. Значи, почна да се снебива, да се двои, бидејќи се плашеше од обрезаните, значи јадеше со незнабожците, а потоа се прави дека не јаде со незнабожците и те продава за 30 евреници, како побегнат од бесилка. Неговото семејство се познати методисти, тој тврди дека е православен, а всушност му служи на мамона, те продава по 1 евро за некое винце, за чаша вино како Исав за една вечера. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вера, зошто сум јас овде, во името на Исус, татко мој, зборувај ти низ мене, и нека секое слово ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Те молам за мирот твој во Македонија, за твојата љубов да ни помогнеш да останеме како што си не запишал. Кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, љуби го својот ближен како себе си, ниту Грција, ниту Бугарија, ниту Албанија, сетне и упреку, ни Европската унија, ни НАТО не ги сакаат македонците. Тие ги распнуваат како Исус, зашто ги подсетуваат веројатно на подсвесно ниво, зашто под небесните сили на злото на овој век го управуваат светот. Евангелската вистина му реков на Кифа Симон Петар, кога ти кој си јудеец, односно имаш завет со Исус, живееш како незнабожците, се однесуваш за 30 евреници, го продаваш својот народ и по 1 евро му даваш на другарчето твое, братучетче, братче, а не како јудејците кои имаат завет со Бог. Зошто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат како јудејски? Ние сме родени јудејци, имаме завет со Бог, нели? А не грешници од незнабожците, но незнабожците, јудејците не го познаа Исуса. И тој дојде кај своите, и своите не го примија, појде кај македонците, и од македонците се расшири кај европејците. И кај натовците, лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода во Исус, која имаме во Христос Исус, за да не поробат. Галатјаните 2:4, лажните браќа. Кои се тие? Па тие што сакаат да ви го сменат името, кои ја гледаат вашата слобода во Бог, дарбите што ви ги дал Господ, со сите мани на телесноста, за да не поробат. А ние му служиме на Исус, ние сме му покорни само на Бог. Не знаеме, но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот. Значи, законот е телесен, односно духовен, а ние сме телесни, не можевме да се оправдаме. Законот значи да колеш живот, не се мачкаш со крвта и дека ќе се спасиш. Не може животното да го земе твојот грев. Туку само преку верата во Христос Исус се оправдуваш. Христос Исус, затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот, да колеме бескрвни крвни жртви, да правиме добри дела, за да се оправдаме, а не од љубов, од законот на љубовта. Зашто ако љубов немам, ништо не сум. И ти, брате и пријатели, ако љубов немаш кон братот твој, таков каков што е кон македонците, ништо не си. Значи, лажните браќа кои дојдоа и се вовлекува да ја гледаат нашата слобода во Бог Исус, за да не покорат. Ако пак барајки го да се оправдаме со Христос, сами се најдовме грешници. Сигурно, грешна природа, осудување, озборување, марморење, спротивставување на Божјата волја. Нели е тогаш Христос слуга на гревот? Не он ги зема нашите болки, болести, страдање и гревот и ни дава сила од синови човечки да станеме синови Божии, зашто ако одново го градам она што сум го урнал, стариот човек, храмот што Исус го изгради за 3 дена, неговото телесно тело е распнато, а тој во духовно тело за 3 дена. Значи, ако одново го градам оно што сум го урнал, тогаш и сам станувам престапник, одново го градиш телесноста, душевноста, врзаноста за земјата. Сетне и упреку, што е важно, дали некој е македонец,
Bugarin, Grk, Arnautin, Srbin, Evropeец, Натоид. Не е важно ако во себе го имате Исус во срцето и љубовта, тогаш сите ќе бидеме браќа и сестри, но штом го немате, важно ви е да го избришете она што го запишал и го именувал Бог. И немате право на тоа. Во името на Исус ви кажувам, надвор од Македонија, Сатано. Крвта Исусова е свето положила мрз македонската земја и го молам мојот татко во името на Исус, оган од небесата да изгори се што не е од Бог. Во Македонија, во македонскава земја, ти благодарам, татко, оти ме послуша, како Јона и Ниневејците. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Дали ќе ги спасиш македонците кои треба да повикаат кон Исуса, ако сакаат да се спасат? Зашто силата е во Исуса и без него не можете да направите ништо, армакедонци мои. Само ќе ве мачат и ќе ве распнуваат. Но со него, со Исуса и со Отецот Небесен можете да направите се. Преку законот умрев за законот. Тоа го вели апостолот Павле, зборува за Исус, и Исус го вели преку Отецот. Зашто духот на мојот Отец зборува низ мене, не зборувам јас. Преку законот умрев за законот, за да живеам со Бога. Значи, умираш за законот. Умираш стариот човек, се препушташ на Божијата волја, препушташ се во негови раце тоа што се случува, действуваш во љубов, бараш негово водство. Се распнав заедно со Христос. Дали Македонија и македонци мои сте се распнале со Христоста или сте се распнале со идолопоклонство кон минатото, со себељубие, кон себе тажење, кон себе проколнување, кон идолопоклонства, од разен тип, кон слави, прослави кон светци и богородици кои не можат да ве спасат? Само Исус спасува. Само Исус. Што и да побарате во моje име, вели Исус, од Отецот ќе ви се даде. Ако останете во мирно срце, примирено срце во Бог, срце што не осудува, срце примирено во Бог, срце, мудро срце. Те сакам, Господе, срце кое е претопено во Божјата љубов и трпение Исусово. Трпение Исусово има на едно место. Љубовта на Отецот во вашето срце и трпение Исусово. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело и вие ме гледате, живеам со верата во Синот Божји, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Тој себе се даде за да ме спаси, да ми даде сила. Ето овој запис на Светото Писмо во дух, ако не го разберете, не живеам јас, туку Христос живее во мене, кој го рекол апостолот Павле, и јас го велам, татко мој, не живеам јас, туку Исус живее во мене и ти живееш во мене. Значи тој вели дека Исус живее во него, а осудува, мрази, не ги љуби сите. Исус кој никого не осуди, ги љубеше сите, никого не омрази. Живее во тебе, Исус никого не осуди, а ти осудуваш секој 15 минути, се расправаш со зборовите и не разбираш дека за секој збор што ќе го изговорите, ќе бидете судени. Видете, Словото е дух. На почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Значи, Словото е дух и Словото стана тело и се всели во нас. За Исус се збори, зашто Исус стана Словото и слезе на земјата и го зборуваше Словото. Духот на нашиот Отец зборуваше низ него. Ете, тоа е помазание. Зашто Светото Писмо е духовно и треба во дух да се толкува. Значи, Словото е духовно. И вие не можете да го разберете без духот на нашиот Отец. Што значи тоа Исус да живее во вас? Тоа значи да немате никаква секоја мисла да му е покорна на Исуса Христа, да прифаќате се без поговор, да се препуштите на Божјата волја, да му дадете раката на Отецот Небесен. Тој да ве води, да му кажете се што имате проблеми. И јас те молам, татко мој, во името на Исус, да не водиш македонците како да излеземе од овој сатански круг кој ни го наметнува под небесните сили на злото на овој век и разните масонски организации и нашите соседи, лажни браќа, кои се дојдени и се вовлекуваат во нас да ја гледаат нашата слобода, да ја поробат нашата слобода во Христос Исус, а ние сме слободни во Исуса. Каде што е Духот Господов, таму има слобода. Не отврлам благодатта Божја.
crkvite makedonski. Зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудно умрел. Јас ви велам дека преку законот не можете да направите се и правите разни закони, осудувате цели народи и состојби. Се оно што ни се случува е запишано од Бог, да не научи да пораснеме во љубовта. Единствено што треба да се приближиме до Него, да му го предадеме своето срце, да признаеме дека не можеме сами. Па зарем не гледате дека Македонија не може? Никој не ве љуби освен единиот Бог Отец во име Исуса Христа. Он ве запишал, Он ве избрал. Вие сте Негови чеда. Потребно е само Исуса да го повикате. И потоа тој ќе ви даде сила да ги надраснете сите овие сатански состојби кои му се случуваат на секого од нас и мене, на моите блиски, роднини, родители, пријатели, на нашите соседи, на македонскиот народ. Предавање на Бог да живее Христос во тебе, на Неговата волја, тоа подразбира се да прифаќаш во љубов, да не осудуваш никого, да ги љубиш сите, но секому да му кажеш зачинето со сол, дека оваа земја му припаѓа на Исус, дека тоа што го зборуваа вашите политичари за две организации во кои македонците немаат човекови права ви се случува, зашто Господ вели, ќе ви го дадам тоа што се случува. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден си во моето срце, што ми даваш сила, што не ме остави да паднам, што ме облева твојата љубов, што и овие слова имаат сила и власт да исцелуваат, брати и пријателе, исцелување од дух, душа и тело, на твоето срце, на твојот ум, на твојата душа. Значи, добриот пастир, Исус, го дава својот живот за душите. Значи, ние поминуваме ни состојби на драмски ситуации, зададени во овој свет, кои треба да ги надраснеме во љубовта, да се приближиме кон Таткото Небесен, следејќи го примерот на Исус Христос, како се љуби, како се зборува, како се мисли. Татко, прости им, не знаат што прават. Чашата е горка, но морам да ја испијам. Не како што сакам јас, туку ти како што сакаш. Жено, каде се оние што те осудија? Никој ли не те осуди, тогаш и јас не те осудувам, јас никого не осудувам. Кој не е грешен, нека префрли камен на неа, на Македонија. Кој не е грешен од вас? Бугари, Срби, Грци, Албанци, НАТО, ЕУ, фрлете камен на неа. Но јас ви велам дека Македонија е земја на Исуса Христа. И пазете да не станете борци против Бога. А вие, македонци мои, ако не научите да се љубите меѓу себе, ќе се вртите во сатански круг, додека еден ден повторно не се појави Исус со второто пришествие, но дали ќе најде љубов и вера на земјата? На која земја? На македонската земја, на вашата земја, во вашата душа. Татко мој, во името на Исус и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над се што не е Божјо, во мојево срце, во мојава душа, во сите христијански заедници, во македонскава земја. Те молам да направиш огнен штит околу мене и околу Македонија за Твоја слава. Ти благодарам што непријателот што доаѓа по еден пат кон мене го гониш по 7 патишта од мене, што 1000 ќе паднат од левата страна и од десната страна и ниедно зло нема да се доближи до мене. Кога непријателот ќе надојде како река, ти ќе го изгониш, јас на тебе се надувам, те сакам, Исусе Христе. Татко мој, во името на Исус те молам Македонија да остане таква како што си ја запишал, македонците да останат такви какви што си ги избрал, а сетне и упреку ти благодарам што си ми припремил подобра, односно небесна татковина. Мир вам, македонци мои. Брати и пријателе, гледаш дека не можеш сам, македонецу. Се мачиш, се бориш, сатаната те мава и те сее како пченица. Повикај го Исуса Христа, клекни на колена, признај дека не можеш сам. Прости им на сите, откажи се од греот. И тој ќе ти даде сила и љубов и ќе те поведе да врвиш само по неговата светлина. Тогаш ќе се намали притисокот што го има сатаната врз тебе и со секој ден ќе растеш во љубовта, ќе се усовршуваш во љубовта, за да бидеш слободен на денот на судот. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакам, Исусе. Од Исус Христова Македонија, само за вас, раб Божји, срцем и духом и душою своју.
glagolav molitvu. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, po Isus Hristova Makedonija. Amin. Se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ti me sozade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozade, živa duša nalik na tebe, se ti predam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se